Добар ден, драги ученици! Доброdoјавте во нашата училница на предметот Техничко образование за учениците од 4-то одделение. Јас сум Мирослав Димевски, одделенски наставник во Општинско основно училиште Браќа Милодиновци од Куманово. Наставна содржина изработка на објект од комбинирани материјали. Тема, материјали, градба и обликување. Цели. На денешниот час ќе се оспособиш за изработка на објекти од различен материјал. Правилно да ги употребуваш алатите, приборот и материјалот за работа. Бидите креативни. Да ги користиш материјалите и да ги применуваш постапките за изработка на хартија и полукартон. Пред да почнеме со изработка на објекти, да се потсетиме кои беа постапките при обработка на хартија и полукартон. Постапки се мерење и обликување, превиткување, составување, лепење и на крај бојадисување и украсување на објектот кој ќе го направите. Пред да се започне со работа, треба да се организира работното место, да се приготват материјалите и алатите за работа. Подготовка на материјали за работа. Потребен материјал за работа. Линијар, хартија или полукартон, ножици, лепило, бојци или украсни хартии кои ќе ви бидат за завршеток на објектот. Обележување и мерење. Пренеси ги димензиите со прибор за техничко цртање на хартија или полукартон. Пред да започнеш со превиткување и составување, прво засечи ја хартијата или полукартонот, а потоа притисни на обележеното место. Со тоа полесно ќе се превитка хартијата или полукартонот на обележеното место и ќе биде изработката многу поквалитетна и поубава. Откако ќе ја залепиш макетата, можеш да почнеш со боење и украсување по твоја желба. Секој со својата креација и со материјалот кој го има во тој момент. Готовата изработка обоја или украси ја по сопствена идеја. Внимателно ракувајте со приборот и алатот. Биди прецизен и педантен во работата. Исчисти го работното место и отпадот фрли го во канта за отпадоци. Еве уште еден пример од макета на куќа и вие самите можете да одберете некој друг модел за изработка на истата или на друга некоја куќичка како макета. Активности за дома. Пробај да направиш фигури од полукартон според дадените мрежи. Мрежите може да си ги прецртате на хартија или полукартон и да ги составите. Овие геометриски фигури може да ви послужат по математика. Ви благодарам на вниманието.